visitors and exhibitors, allow me to welcome you in Skopje. Драги наши кинолози, излагачи, посетители, добродојдовте на Skopje Challenge 2020 година. Од името на организацијскиот одбор, голема чест ни е што денес сте со нас на една ваква убава изложба која за прв пат се одржува овде во салата Борис Трајковски. Се надеваме дека ќе имаме убав кинолошки викенд и дека најдобрите ќе победат. Но да не должиме многу, прво да ви го представиме и судиското жири. На денешната изложба ќе судат господин Јане Серафимовски, Македонија, Митко Илкановски, Македонија, Драган Китановски, Македонија, Далибор Трајановиќ, Македонија, господин Перо Божиновски, Македонија и делегат на денешната изложба е господинот Слободан Настески. А сега пред самото отварање на изложбата да ја чуеме и химната на Република Македонија. Македонија, земја на древности, колевка на европската цивилизација, земја на непокор, земја во која започнала неолитската револуција на Европа. Длабоко под пластовите земја се уште лежат костките на кучињата со мал раст, предците на македонските паничари, кои како подземна вода извираат, како пиреј неунишлив изникнуваат од македонската земја. На 22 февруари 2020 година во спортскиот центар Борис Трајковски за прв пат на македонската кинолошка сцена беше представена расата македонски паничар, а прв меѓу првите беше 23 годишниот паничар Роки Наели Нефовски. Пиши Роки 001. Историја ќе те грабне. Ајде. Пиши Важев. Средно висок, средно силен. Со типична глава. Муцка во пропорции со челниот дел. Ајде да ги видам баш. Не ги забини. Да. Не ги забини. Мамо весниме. Добро. Пиши. Челен дел, стоп правилно изразен. Врат доволно долг. Гребен доволно изразен. Грб доволно цврст, слабини пропорционално изложени, сапи
добра дължина и добро поставяне. Опачка добро всадена и носена. Фронт во граници на коректност. Гаден кош добро развие. Добри предни агли. Нема место на лист. Добри предни агли. Добра долна линија. Добри задни агли. Движење коректно. Ова има малце подолга длака, така? Од што треба да биде. Добро. Пиши 002. Име? Боба. А? Боба. Боба, може заби да му видиме? Може. Да си име или не? Не. Добро. Пиши вака, глава типична. Коректно забало. Пропорционална глава. Нешто пократок врат. Ајде прошите го да го видим. Сапи коректни. Опаш коректно, всаден и носен. Само ќе му ставам напомена дека длаката е нешто, длакното е нешто по-долго од пропишаниот став. Само тоа напиши. Роки. Пиши вака, средно Пуската хубава да нешто хубаво да случилно бел, да се го очните лапови се темно изразени. Лакно малко по-долу. Марко. От лева страна, трчай сега. Трчай напред. Движење лесно и хармонично, исто 4. Очень лапи се. Ајде, оди може ми. Земеш два пациентски лист. Марко. Да, на страна искаш да Пиши вака, многу типична женка. Голема, ова е голема и силна, така? Голема и силна. Типична глава. Со добро формирана гуцка. Очи добра форма. Коректна форма. Коректно изразен стоп. Многу добро формиран, многу добро формиран черепен дел. Уши добро всадени и коректно носени. Силен и доволно долг врат. Еден доволно изразен, цврст, еден пут само.
Сапи колози, добро саден на огаш, добро носен, коректен сон, движение лично хармонично. Движение лесно и хармонично. Се плаша за маса. Трнево. Како пише топи 005 5. Топи 005. Отлично. Пиши. Пиши средно голема. Пиши средно голема силна. Средно голема силна, забаво коректно. Муцка добро формирана и доволно долга. Стоп коректен. Очи со добра форма и добро поставени. Челен дел добро формиран. Уши добро поставени и носени. Врат доволно долг. Идеме еден друг. Доволно цврст. Слаби ми Мора да изтапкају Опашка добро носена, добро поставена и добро носена. Добри ръце, добри задни. Не мора двајца луѓе со дечко и девојка. Мочана, изтапкај го целото полало. Име како се? Упие, па тој се собира. Цуки. Цуки 0-0. Добери уво све. Браво, Цуки, браво. Ајде, Женка, друга, која не ја оценивме? Ајде. Колко е стар? 5 годишна Женка. Висока, силна. Функционална муцка. Чело добро развиено. Очи со добра форма. Уши нешто пошироко поставени. Би требало да се по-зближени. Врат доволно долг. Гребен доволно излазен. Доволно цврст. Напред и назад. Виши нешто по-рамни сапи. Добри предни аги. Виши поради тежини. Има малко проблеми со задните ноги. Ради ушите ова е ради ушите 4. Име? Лешко. Ајде, одиме друго женско. Дејан, Оценивме?
Ајде, Дијан. Aj Bojana, posle. Dve godine. Dobro, ќе му фати Не, Си типична женка, со многу добро формирана муцка, комплетно забава, очи со добра форма и добро поставен, коректен стоп, силен челен дел, еден доволно изразен, грб доволно цврст, опаш добро всаден и носен. Да. Добри предни добри задни раги. не дирај го. Движение би требало да биде послободно. На денот на изложбата нешто е потешко, ама оценка. Това имаше това. 3 годишна женка, типична глава, коректно забава, коректна муцка, коректно чело, уши добро поставени и носени, доволно добар врат, одиме на доволно изразен времен, грб доволно цвест, опаш добро всаден и носен, коректни предни, коректни задни агли, а уште не. Имаме еден мажак и две женки, кои се најтипични по професионалниот стандард. Мажакот има нешто по-долго влакно од тоа што би требало да биде, меѓутоа анатомски е многу добар. Може би стопот е нешто по-изразен, но ова се почетоци на расата и ова е отприлика формата како би требало да изгледа македонскиот панич. Како што кажав, тоа е благо издолжено тело, со цврст грб, со добро поставен опаш, со добар темперамент. Кај ова куче е мала замерка должината на блакот. Имаме исто така многу типична женка, нешто е по-вртовна позиција, меѓутоа со многу типична тела, со чело, со добар крила, со личниот на челниот дел, со добро поставени уши, како што кажав, нешто е на денот изгледата и малку во по-товна позиција, со добри предни агли, со добри задни агли, ако може да стане само, да станат да набране. Значи, обликот на телото е тој, опашката треба да е нешто повисоко носена. Имаме тука уште една прекрасна женка со многу типична глава, со добро формирана муцка, со добар гледа со личниот начелниот дел, со добро поставени и носени уши, силен врат, добар пренос од гребенот према опашката, значи добра гребена линија, добро всаден и носен опаш. Хоризонтално? Единствен мал проблем е што Ти вака. Не може да се монтира иначе. може да е нешто по-проектно. Но исто така Ја го вртев и така. имаме мажер кој има информации дека е стар над 20 години. Имаме мажер кој имаме информации дека е стар над 23-4 години, или се верува дека е стар над 25 години. Еве да го видите и забавото, како изгледа забавото. Значи веќе забите се во фаза на распаѓање. Меѓутоа ова куче кој е претрпело многу трауми,
Значи на времето е најдено на улица, удрено било од кола, има всаден имплантант и со тој имплантант живее веќе 15 години живее со имплантант. Меѓутоа, ова е раса која обстанала и задници години на овие простори и е доста долговечна. Може да е од најстарите живи куќиња во моментот. Односно, како што е пропишан стандардот на оваа раса, сепак е куќето многу старо, се гледа дека пропорцијата на луцката, односно на личниот и челниот дел, како што е опишано во стандардот, е 1,6. Очите се добро поставени. Ова куќе кога било по-младо, мускулатурата на самата глава било и позатегната и така да ги носило ушите нешто по-тесно. Ушите се добро прекршени, значи ушната школка е прекршена точно како што треба, но како што кажав, од старост самите мускули се опаднати. Вратот е доволно долг, реберот е доволно изразен. Формата на телото е нешто по-издолжен, слабинскиот дел е нешто подолг, сапите се благо застрмени, опашката е добро всадена, би требало да е по-високо носена. Но со оглед на годините на куќето и траумите кои ги има преживеано, тоа е тоа. Предните агли се добри, задните агли се многу добри. Значи еден типичен представник на расата, штета што кога бил помлад не сме го можеле да го видиме во каква форма би бил. Сега да ги видиме во движење овие три куќиња и да избегаме едно со една занемливост, односно еден нов проект, а тоа е новата раса, македонски паничар. Инаку се работи за куќе кој треба да попадне во 9-та FC група, со мал рас, многу симпатично и се надевам дека многу од нас овде кај што сме го имаме видено како и по селата, така и по градовите. Денеска беа представени 10 примероци, од кои ние избравме 2 мажак и женка, кои ќе ги представиме и сега можат да влезат во рингот. Велуваме еден аплауз, тоа е мажекот и женката. 2 представника како што древна македонска раса, ја има на разни релефи уште од праисториско време, односно неколку векови пред нашата ера. Значи, останала со години на овие простори, а сега ви представуваме 2 представника кои се, како што кажав, мажак и женка. Го повикувам господинот Владко и Маријан Костовски, да дојдат во рингот. Нека се качат горе на бината, велуваме еден почитавање на една нова раса, а сега еве 2-3 збора и од луѓето кои започнаа целата оваа работа. Познати се и по тоа што тие први започнаа и со правење на расата македонско овчарство куќе караван. Ви ги представувам браќата Владко и Маријан Костовски. За поканата, станува збор за, што ја ви кажа, стара македонска раса на куќе и сите овде што сме присутни сме сведоци на еден настан кој можеби за 10 години сите ќе бидеме горди на овој момент, доколку расата добие своји приврзаници, биде чувана во Македонија и сите заедно да придонесеме за нејзино меѓународно признавање. Македонското овчарско куќе караван имаше своји светли денови, утре ќе го видиме исто на оваа манифестација, но
македонскиот паничар тек му престојат денови на напорна работа и се надевам дека ќе имаме успех сите заедно. Сега би сакал да подарам еден примерок од книгата Македонски паничар на председателот Јордан кој не покани на овој настан и му посакувам многу успеси на оваа негова функција. Пред цели да заблагодарам на Владко за можноста да ни ја презентира оваа древна раса и се надевам дека заедно ќе продолжиме понатака до регистрирање на расата во ЕФЦ. Добар ден и од мене. Се надевам дека ќе имате можност преку македонскиот паничар да се запознаете и воопшто со македонската кинологија. А сега уште една книга за господин Гавриел Стивел. Благодарам многу на членовите на Македонскиот клуб за паничар, за куќето паничар. Посакувам светли денови, многу работа и се надеваме дека еден ден ќе биде и признаена од страната на FCA.